Најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Со формирање на административно тело за инспекциски надзор ќе се казнуваат несовесните лица за депонирање отпад на недозволени места во Полог. Во повеќе угостителски објекти и казина во Тетовско биле затекнати странски државјанки без документи, лица кои вршеле обезбедување без лиценца и неколку други видови прекршоци. Возач управувал автомобил со брзина од 220 км на час. Казнети вкупно 286 брзи возачи. Сите 9 општини во Полошкиот регион заеднички ќе се справуваат со несовесните граѓани, но и предпријатија кои неправилно го депонираат отпадот. Од Центарот за Полошки плански регион, од каде потекнува иницијативата за формирање заедничко тело за инспекциски надзор, велат дека на овој начин ќе се намали загадувањето на природата. Општините во Полошкиот регион заеднички ќе се справуваат со несовесните граѓани, но и фирми, кои својот отпад го одлагаат на недозволени места. Проблемот со недостаток на инспектори за животна средина ќе го надминуваат така што, преку административно тело за инспекциски надзор кој ќе биде формирано, ќе си позајмуваат вработени кои ќе можат да казнуваат, а со тоа се надеваат дека ќе се воведе поголем ред. Центарот за развој на Полошкиот плански регион до советите на сите 9 општини во регионот достави предлог одлука за усвојување на регионално административно тело за инспекциски надзор во делот на животната средина. Целта е сите општини да ги споделат своите капацитети од инспекторатот и за да се постигне поефикасно и поефективно управување со животната средина, односно да се врши поголем надзор. Сите сме сведоци дека голем број на индустријски капацитети во регионот продуцираат отпад, меѓутоа од јавното предпријатие, од регионалното јавно предпријатие за управување со отпад, имаме информација дека многу слабо се депонира. Така да преку ова административно тело ние ќе ги заекнеме општините и општинските капацитети, значи во тој дел за да се постигне поголема контрола на депонирањето на отпад и да се намали загадувањето. Тоа тело ќе може да казнува, тоа ќе ги има истите ингеренции, практично ќе се користат истите инспекциски служби од општините со овластување на градоначалниците, така да се ќе се функционира како што треба, како што е воспоставена пракса во самите општини. И како што кажав, целта е да се зголемат капацитетите и да биде цела постапка, процедура поефикасна. Инаку сликите од мини диви депонии ги има речиси во секоја општина во Полог, покрај регионалните патишта, но и во градот Тетово. Се фрла секаков отпад секаде. Граѓаните велат дека мора да се работи на едукација на населението, инвестиции, но и инспектори на терен кои повеќе ќе контролираат. Живееме во тешки времиња. Еколошка катастрофа. Секаде има. Јас сум од село Селца и кај нас има депонии. Све са кај граѓаните треба да има од тие невладените организации да работат повеќе на тој смер. Треба од државата поголеми инвестиции, значи за рекците, како се каже тоа, за сметите. Колку сакаш? Колку сакаш ѓубре има? Не сум видел инспектор. Не сум видел. А треба да има? Треба да има. Треба да има. Од Тетовскиот инспекторат велат дека изминативе 2 месеца се засилени контролните активности на инспекторите за екологија, при што се изречени 50 казни. Се преземаат истражни действија за секоја дојава за поставена бомба, уверува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој нагласува и дека според направената форензика дојавите од последните неколку дена се испратени преку VPN адреси кои се платени со криптовалути, кои го отежнуваат лоцирањето на испраќачот. Спасовски истовремено смирува дека состојбата е под контрола по утврдените протоколи за постапување во вакви случаи. Се преземаат истражни действија за секоја една дојава која што ја имавме и генерално последните неколку дена кои што беа дојавите, според форензиката која што се прави во Министерството за внатрешни работи, дојавите одат
преку VPN адреси, меѓутоа почетните се појавуваат од Иран и од Русија, и важно е да се истакне дека тие VPN конекции се платени преку криптовалути, што дополнително ја отежнува можноста да се утврди точниот извршител на ова кривично дело. Меѓутоа, морам да кажам дека имаме веќе изолирано, би рекол, во истражната постапка одредени сознанија за луѓе кои што тоа го правели и од територијата на Република Северна Македонија. Таа истрага е во напредна фаза и кога за тоа ќе дое моментот ќе информираме секако во јавноста. Важно е дека на снага се новото упатство, новите мерки и планови кои што се превземаат во делот на заштита од вакви сајбер закани кои што ги имаме. И мислам дека состојбата е целосно под контрола во овој дел. Да не трпи наставниот процес, безбедноста и на учениците, на наставниот кадар и на граѓаните генерално да биде на едно високо ниво. Во постојана комуникација сме со не само со Министерството за образование и наука, труд и социјална политика, туку и со сите други државни институции кои што практично се дел од таа алка на справувањето со ваквите сајбер закани. Од платформата за родова еднаквост за во среда најавуваат протестен марш под мотото «Ќе преживеат ли жените овде?», преку кој ќе биде изразен протест за колективната негрижа кон жените и девојките во секој поглед, а со цел намалување на политиките и условите со кои се третираат жените во општеството. Платформата за родова еднаквост последни пат го организира маршот за 8 март. Ќе се одржи во ноќните часови во 18 часот. Збирното место е плоштадот Филип II. Тоа го направивме се со цел да повикаме што повеќе жени да ни се приклучат на маршот и даваме апел до сите нив да дојдат и да не поддржат во оваа борба. Знаеме дека државата нема да ги даде тие права, туку така и веруваме дека од секогаш било и во историјата и во примери од историјата тоа дека жените се изборуваат за своите права. Веруваме дека во моментот исто така постојат горечки прашања во оваа држава кои што треба да се адресираат и пружаме апел до сите жени да не поддржат заедно да ги добиеме тие права и да ги смениме состојбите во оваа држава. Затоа овој марш е протестен одраз на случувањата во оваа земја и колективната негрижа кон жените и девојките во секој поглед. Значи имаме растечки стапки на насилство, фемицидите исто така се многу зачестени. Имаме секојдневни социјални и здравствени неправди и економска несигурност и исто така високата сиромаштија која особено ги погодува жените. Значи имаме четвртина од населението кое што живее во тешка сиромаштија. Да се биде жена во Македонија значи да се будеш секое утро во страв и да се прашуваш како и дали ќе го преживееш овој ден. Да се биде жена или девојка во оваа земја значи секојдневно да се соочуваш со ново прашање за преживување. Дали ќе го преживеам ова возење со такси? Дали ќе го преживеам месецов? Дали ќе преживеам брак или заедница? Дали ќе го преживеам породувањето? Дали ќе ја преживеам оваа операција? Накратко, да се биде жена во Македонија значи да се плашиш и постојано да се прашуваш дали ќе преживеам. Затоа слоганот на овогодишниот 8 март е ќе преживеат ли жените овде. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 22 часот и 10 минути лишиле од слобода 39 годишникот тетовско село, кој бил пријавен од неговата 37 годишна сопруга дека физички ја нападнал и дека и се заканил со остар предмет. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска во 3 часот и 30 минути 36 годишна тетовка во СВР Тетово пријавила дека настанал пожар во нивната гаража на улица Андреа Савески Кикиш во Тетово, каде било паркирано возило. Нема повредени во пожарот, а во текот на денот екипа од СВР Тетово ќе изврши увид.
Изминатиот викенд полициски службеници на СВР Тетово оствариле средби со одговорните на вкупно 21 угостителски објект кои работат на Тетовско-гостиварското подрачје. Во рамките на овие средби, чиј носител е Одсекот за превенција, полициските службеници поблиску ги запознале угостителите со одредбите на Законот за странци и со неопходноста од нивно целосно и доследно почитување пред се кога станува збор за пријавување и одјавување на странски државјани и регулирање на нивниот престој на подрачјето. Тие исто така биле информирани и за законските импликации доколку не се придржуваат на важечките одредби. Угостителите искажале целосна подготвеност на имплементација на законските одредби и во иднина. Минатата недела вакви средби со представници на високообразовни институции и спортски клубови, во кои се образуваат или за кои настапуваат странци, беа организирани во Гостивар. Во акцијска контрола спроведена во повеќе угостителски објекти и казина во Тетовско биле затекнати странски државјанки без документи, лица кои вршеле обезбедување без лиценца и неколку други видови прекршоци. На 5 февруари во Тетово и околината полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција, одделот за гранични работи и миграции, одделот за специјални полициски операции, одделот за униформирана полиција, единицата за стратешко планирање, стандарди и контрола на квалитет, единицата за службени кучиња и СВР Тетово, во координација со управата за јавни приходи, државниот пазарен инспекторат и трудовиот инспекторат, спроведоа акцијска контрола во повеќе угостителски објекти и казина. При контролата во угостителски објект во село Жеровјане, општина Боговиња, биле затекнати 13 вработени странски државјанки без соодветни документи, еден гостин странски државјанин со нерегулиран престој и 2 лица како обезбедување без лиценца за обезбедување. Во угостителски објект на излезот од Тетово биле приведени 20-годишник од Тетово и 26-годишник од Скопско Рашче, кои не поседувале документи за идентификација. Во угостителски објект на улица Димо Гавровски кара во Тетово бил приведен 37-годишен тетовец кој се однесувал агресивно кон полициски службеници додека преземале службени дејствија. Додека во угостителски објект на улица Јна во Тетово бил приведен 26-годишник од Тетово поради нарушување на јавниот ред и мир. Во истиот објект било затекнато и малолетно женско лице од Република Косово кое консумирало алкохол, пошто му било предадено на нејзин роднина. Против сите лица кои направиле прекршоци ќе бидат поднесени соодветни пријави. При контролата исто така од Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат и Државниот инспекторат за труд. Во повеќе објекти биле констатирани повеќе неправилности за што од нивна страна биле изречени соодветни санкции. Санкциониран возач кој управувал автомобил со брзина од 220 км на час. Казнети вкупно 286 брзи возачи во вчерашните контроли на територија на СВР Тетово. Брзина од 220 км на час регистрирал полицискиот радар во вчерашната акцијска контрола, спроведена на територија на СВР Тетово. Во неа за период од 8 часа биле санкционирани 286 возачи, кои се движеле со брзина поголема од пропишаната. Од нив 55 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното. 32 во Тетовско и 23 во Гостиварско, а 10 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина, 7 во Тетовско и 3 во Гостиварско. При тоа 159 ја пречекориле брзината надвор од населено место, 96 во Тетовско и 63 во Гостиварско, а 127 во населено место, 76 во Тетовско и 51 во Гостиварско. За време на контролата биле санкционирани и 14 други видови сообраќајни прекршоци. СВР Тетово продолжува со контролни активности и во наредниот период и апелира до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, со што ќе придонесат за нивна и за безбедноста на сите учесници во сообраќајот.
Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!